Стана дел од македонскиот фолклор на секои неколку години, без разлика која политичка провиненција е на власт, да прави легализација на диво изградени објекти. Сега се ближат локални избори и нормално, пак повторно, за да се придобијат гласачите, се прави една противзаконита дејност, која што, барем во поглед на Охрид, се покажа и ни се удри од глава. Ова што сакаат со овој закон да ги амнестираат постоечките диви градби, да не подлежат на кривична и прекршочна одредба, е нонсенс. Иако, формално правно, согласно Уставот, сите закони што се носат, не смеат да имаат ретроактивно дејство, освен доколку не се во на штета на интерес на граѓаните. Овде не е на штета на интерес на граѓаните, овде е на штета на интерес на јавниот интерес, бидејќи тие го прекршиле законот и направиле прекршочно или кривично дело. Така што и тој дел, толколку нека го даде под обсервација на Уставен суд, мислам дека нема да ја издржи својата оправдано. Така што не знам зашто се прават вакви класични незаконски действија во поглед на легализациите, да се едноставно да се поспешува или да се урбаната мафија да и се дава замав, што би се рекла, во грбот, бидејќи ова, како што до сега стои, значи секој кој што од еден до друг мандат, на еден до друг градоначалник или една до друга политичка партија што е на власт, доколку изгради нешто, може со сигурност да очекува дека, мислам, незаконито или диво, што би се рекло, може да очекува дека ќе му се направи легализација и уште повеќе да нема никакви ни кривични ни прекршочни реперкусии по него.